Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на денешнава свеченост. Денес сме сведоци на заклетвата на новата генерација, 25-та класа на питомци, како и на промоцијата во чин подпоручник на 21-та класа на питомци на нашата академија. Во текстот на заклетвата, што ја чувме, се спомнуваат слободата, сувереноста, самостојноста, територијалниот интегритет. За да овие зборови денес да бидат реалност, нашиот народ низ историјата има дадено огромни жртви, а идејата за сувереност и самостојност пред 30 години ги водеше македонските граѓани да се определат за своја слободна и независна македонска држава. Според Уставот, должност на вооружените сили е да го штитат територијалниот интегритет и независноста, а вие, припадниците на армијата, сте најповикани да ја чувате слободата на нашиот заеднички дом. Тоа е највисока законска и морална одговорност која некој може да ја добие, и затоа не само од мене, како ваш врховен командант, туку од сите македонски граѓани ја имате и ќе ја имате нашата највисока почит. Ценети присутни, меѓу нашите најголеми достигнувања за 30 години независна држава, секако се вбројува членството во НАТО, со што од најмоќните држави и армии на светот добивме гаранции за нашиот територијален интегритет. Неодамна, на 16 ноември, ја подпишавме и заедничката декларација, со која формално го заокруживме процесот на воената интеграција на Северна Македонија во Северно-Атланската алијанса. Тоа се разбира не значи крај на реформите во сферата на одбраната. Остануваме посветени на дадениот збор до 2024-та да го достигнеме прагот од 2% од бруто националниот производ издвојување за одбраната. Со засилувањето на нашите одбранбени капацитети и потенцијали не добива само армијата. Предвидливата иднина која ја обезбедува членството во НАТО е стабилна основа за продолжување и на демократските реформи, што повратно влијае врз економскиот раст и повисокиот животен стандард на граѓаните. Иако пандемијата на COVID-19 и енергетската криза притискаат за поинаков распоред на буџетските приоритети, сепак мораме да останеме посветени на вложувањата во одбраната и безбедноста, затоа што тие се основата на функционирањето и на сите други општествени сектори. Ке споменам само два примери од последнава година, кога сосема конкретно можевме да се увериме дека инвестирањето во одбраната значи инвестирање и во справување со предизвици и во сосема други области. Сите бевме сведоци за ангажираноста на армијата во текот на најголемите пикови на пандемијата, кога делови од армиските единици беа ангажирани во помош и поддршка на здравствените и другите институции во државата. Или пожртвуваното учество на армијата во справувањето со пожарите во текот на ова лето. Почитувани припадници на армијата, секоја човечка творба, секоја институција се создава и се оддржува со зборови подкрепени со дела. Нашиот демократски поредок се базира врз напишаните зборови во Уставот и законите, но војниците и старешините се тие кои зборовите ги претвораат во дела. Армијата останува да биде доследен чувар на вредностите кои ги слушнавме во заклетвата, како дисциплина, совест, одговорност, должност и чест. За овие доблести, сите овие доблести потврдуваат дека грижата за татковината не е само професија, туку е пред се личен однос кон земјата и народот, што подразбира љубов, посветеност и подготвеност за жртва. Одбирајќи ја оваа професија, вие, питомците и идните студенти, застанувате зад благородна кауза. На Воената академија Генерал Михајло Апостолски ќе можете да ги надградите знаењата за современите концепти на одбраната, но и да ги доизградите вашите морални, етички и човечки вредности неопходни за секој лидер со интегритет и чест. Ова е голем ден и за сите вие кои денеска сте промовирани во подпоручници. Офицерскиот чин значи чест, достоинство и одговорност кон армијата и кон татковината. Од вас очекуваме да внесете нова енергија и нови знаења и вештини
во структурите на армијата и сето она што го научивте во изминатите 4 години да го пренесете во командите и единиците, со што ќе придонесете за зацврстување на борбената готовност и моралот на армијата. При тоа, она што е многу важно и што мораме сите заедно да го правиме секој ден, без исклучок, за време на целиот работен век, е да ја држиме политиката што подалеку од армиските редови. Вие морате да служите на државата независно од политичките гарнитури на власт и независно од вашите лични политички убедувања. Да повторам, затоа што тоа е фундаментот на секоја професионална армија. Политиката мора да биде надвор од војската. Почитувани граѓани, денес ќе им даваме посебно признание на тројцата најуспешни питомци: Речеп Мустафовски, Илчо Георгиевски од родот Врски и Дамјан Ангелевски од родот Пешадија. Овие тројца питомци покажуваат дека дисциплината, совесноста и одговорноста се клучни за секој успех во секоја сфера. Во армијата на Република Северна Македонија нема и не смее да има место за стереотипи и предрасуди од било каков вид. Надминувањето на старите навики и обичаи, инклузијата и диверситетот треба да бидат наши клучни приоритети денес и во иднина. Тоа што годинава подпоручник Речеп Мустафовски е најдобриот питомец, е убедлив доказ дека вистинските вредности полека но сигурно ги надминуваат старите предрасуди. Не случајно, армијата е институција со континуирано висока доверба меѓу македонските граѓани. Нашите луѓе препознаваат дека припадниците на армијата се мажи и жени од збор. Како што со право секоја година велиме дека припадниците на армијата треба да ја почитуваат дадената заклетва, така и државата мора да ги исполнува своите обврски кон своите старешини и војници. Врвен приоритет во сферата на одбраната е да се грижиме за војниците и старешините, да работиме на подобрување на стандардот на сите оние кои наспроти сите предизвици ја одбрале оваа благородна, но многу одговорна животна професија. Драги питомци, уште еднаш ви го честитам давањето на заклетвата, како и промоцијата во чин подпоручник. На сите, нека ви е со среќа. Благодарам.